Општина Кисела Вода во соработка со Green Road Doyle и во консултација со Министерството за внатрешни работи започнува обемна активност за системско решавање и отстранување на хабарисаните отпадни возила од јавните површини на територијата на општината. Ова информација ја сподели градоначалникот Орце Ѓорѓиевски. Ѓорѓиевски истакнува дека инспекцијските служби на општината во текот на следните неколку дена ќе започнат активност за мапирање на отпадните возила. Ќе започнат постапка со која ќе се утврдува сопственоста, како и тоа дали истите се регистрирани и имаат платено уврски кон државата. Согласно Законот за управување со дополнителните текови на отпад и член 63 од Законот за безбедност во сообраќајот, возилата кои ќе бидат евидентирани како отпадни и без регистарски таблички ќе бидат отстранети доколку тоа не го стори сопственикот, согласно дадениот рок од неколку денови. Ова особено важи за оние во расадник, кои паркинзите ги користат за препродавање на возила, како автоплацеви, бидејќи ќе завршат во отпадно депо, напиша Ѓорѓиевски. Првиот човек на Кисела Вода посочи дека инспекторите ќе пристапат и кон возилата кои се без таблици и во комуникација со МВР ќе се започне со постапка согласно законската легислатива. По завршувањето на постапката, возилата ќе бидат отстранети и однесени во отпадно депо, каде што граѓаните ќе имаат право да ги повратат. Во спротивно ќе бидат третирани како отпаден метал, потенцира Ѓорѓиевски. Општина Газибаба продолжува со изградбата на уште една улица во населеното место Инџиково со павер елементи, сподели на социјалните мрежи градоначалникот на општината Бобан Стевковски. Во следниот период, градежните активности со изградба на улици, пристапни патеки, тротоари и плоштади со павер елементи ќе се реализираат во другите населени места на територија на општина Газибаба. Уредувањето на јавниот простор и подобрувањето на условите во патната инфраструктура останува наш приоритет, напиша Стевковски. Спортскиот центар Борис Трајковски доби ново детско катче за најмладите посетители. Изминатите неколку дена во соработка со Виталија разубавивме уште едно место, каде што најмладите посетители ќе можат да се забавуваат и да го поминуваат своето слободно време. Направивме ново детско игралиште, но исто така ги ревитализиравме и постоечките улошки и други содржини, кои беа дотраени и небезбедни, истакна директорот на спортскиот центар Борис Трајковски Даниела Апостоловски. Предстојната пролет дечињата ќе имаат преубаво место за рекреација и забава, нагласи Апостоловски. Општина Центар ќе спроведе акција за собирање кабаст отпад во периодот од 15 до 20 март. Поради позитивните реакции и успехот на акцијата реализирана во февруари, зголемен е бројот на пунктови на кои граѓаните ќе можат бесплатно да го одложат својот кабаст отпад, информираат од општината. Имено станува збор за следните локации: Капиштец кај Цветен пазар, улица Народен фронт; Капиштец, паркингот спроти завод за вработување, улица Васил Ѓорѓов, број 32; Буњаковец позади училиштето Песталоци, улица Апостол Гусларот; Дебар Мало кај кружниот тек, улица Антонија Грубишиќ; Соборен храм кај спортското игралиште, улица Орце Николов; 50-та дивизија, број 39 во близина на клиничкиот центар. Иницијативата е одлично прифатена од граѓаните, поради што поставивме дополнителни локации во повеќе центарски населби. Апелирам до сите да ја искористат оваа можност и на еколошки начин да се ослободат од овој вид отпад. Да внимаваме на чистотата и да придонесеме кон поздрава животна средина, истакна градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски. Акцијата се спроведува согласно акцискиот план за чист воздух на Министерството за животна средина и просторно планирање. Вклучува собирање на кабаст отпад во текот на 3 месеци, почнувајќи од февруари до април во периодот од 15 до 20 по месецот. Изминатото деноноќе ни заапсења низ главниот град. Имено денеска во 1 часот и 20 минути во Скопје на подрачјето на Газибаба, полициски службеници од СВР Скопје го лишиле од слобода 19 годишниот АС од Скопје, затоа што кај него била пронајдена и одземена марихуана. Вчера во 19 часот и 45 минути во главниот град на подрачјето на општина Центар,
Полициски службеници од Севера Скопје го лишиле од слобода 25-годишниот Аце од Скопје, затоа што и кај него била пронајдена и одземена марихуана. Истиот ден во 21 часот и 50 минути на подрачјето на општина Аеродром, полициски службеници го лишиле од слобода АП 21 година од Берово, затоа што кај него била пронајдена марихуана. Полицијата го лишила од слобода и 39 годишниот Б и од Скопје на подрачјето на општина Карпош, кај него исто така била пронајдена и одземена марихуана. По целосно документирање на сите овие одделни случаи ќе следуваат соодветни поднесоци против сторителите, велат од МВР. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ке ја сакам, убо ја